Благодарам, председателе. Почитувани колеги пратеници, дозволете неколку збора за идејата за овој закон и за овој предлог. Прво, политичките партии се еден вид на здружение на граѓани, секако според својата одговорност целдневно повисоко ниво од, можеби, така да кажам, останатите здруженија на граѓани, затоа што и излегуваат на избори и ја бараат довербата на граѓаните. Посебно во вакви услови, со она се што се случува во државата, провокации кои предизвикуваат крајно негативни чувства кај граѓаните, предлагаме овој закон за политички партии да се донесе во скратена постапка и апсолутно да нема дилеми, ниту јас, ниту пратениците од мнозинството. Немаме против никакво здружување на граѓаните, без разлика дали станува збор според закон за здружување според законот за здружение на граѓани или фондации, или според законот за политички партии, но исто така мора да застанеме во одбрана на вредностите на кои што се темели нашата држава, а тоа се антифашистичките вредности. Конкретно, според тоа што кажав, предлагаме политичките партии во своите програми, статут, действување да не можат да бидат насочени кон разгорување на национална, расна или верска омраза, етничка нетрпеливост, нетолеранција, геноцид, екстреминација, ширење или подршка на фашизам, нацизам, национал-социјализам или Третиот рајх, или повикување на личности и настани поврзани со фашизам, нацизам, национал-социјализам и Третиот рајх, мислам на повикување на личности и настани од минатото. Статутот исто така, кога зборуваме за политичките партии, статутот, името и ознаките, значи се однесува и на знамето, символите и амблемите, да не можат или да не смеат да содржат символи, зборови, кратинки, кои предизвикуваат расна, верска, национална, етничка и друга нетрпеливост, нетолеранција, омраза, геноцид, екстреминација, ширење или подршка на фашизам, нацизам, национал-социјализам и Третиот рајх. Според тоа што не станува збор за обемен и сложен закон, и според член 170 од Деловникот, меѓутоа и со она што се случува во државата, предлагаме овој закон да биде донесен во скратена постапка. Благодарам.